видео ќе позборуваме нешто подетално за авторот и делото недоразбирања. Ќе позборуваме подетално за апсурдот, што точно се работи во самото дело. Доколку имате видео за кое сте снимиле аудио од некој друг уред поразличен од вашата камера и сакате да го измонтирате заедно, за на крај да звучи сето тоа професионално, токму тоа ќе го обработуваме денеска во овој туторијал. За тоа да го постигнете, се што ви треба е едно видео и една аудио снимка. Во неколку чекори, накратко објаснато, почнуваме од првото нешто што во мојот случај ги подредуваме, во нашиот таймлайн ги подредуваме видеото заедно со аудиото кое што сакаме да го измонтираме. Конкретно во мојот случај, јас имам две аудио ленти долу, поради тоа што јас снимав и со камера и со бежични микрофони. Првиот чекор што треба да го направиме, се разбира, е да го изедначиме аудиото, значи како да го совпаднеме видеото со аудиото од страна. Во мојот случај е полесно, бидејќи јас користев еден принцип што се нарекува клапа. За да изедначиме по клапа, треба да видиме каде имаме пик во waveform на аудиото, токму надолната трака е токму тука и ќе го поместиме вака и гледаме дека горе-долу ни се совпаднуваат двете видеа. Можеби нема да биде секогаш перфектно исто, бидејќи поради самиот фреймрейт на снимањето на аудиото и звукот, но во мојот случај, бидејќи јас сум во точен фреймрейт, гледаме дека ни се изедначува аудиото одма. И да, мора да запазиме дека аудиото има свој фреймрейт, како и видеото. Следно нешто што сакам да забележам е дека во мојот случај јас ова како room аудио ќе го користам само како да се прикаже дека е снимано во вистинска соба, а не во студио. Зошто го правам тоа е само за да добијам еден некој ефект на реверб и од старт ќе го намалам со оваа бела линија, ќе го намалам да не биде толку погласно од моето главно аудио, а моето главно аудио значи треба да добие еден normalize ефект. За да го нормализираме левелот на аудиото, ќе направиме десен клик на клипот и ќе отидеме normalize audio levels. И само ќе притиснеме normalize. И гледаме дека одма имаме промена на самото аудио. Во мојот случај тоа беше малце му се повиши тонот, бидејќи беше многу тивко. И кога би пуштиле од некаде да слушнеме како тоа звучи, би звучало токму вака. Од комбат во 1947 година, кога весникот стана. Сепак не звучи како нашиот краен продукт што сакаме да го добиеме. За да го направиме тоа, од овде, од таймлайнот, или edit делот, ќе отидеме во делот Fairlight, кој што е за работа со аудио. И тука ќе видиме дека имаме еден нов начин на таймлайн. Само што гледаме е аудио траките. И ги имаме двете траки. Кај вас би имало само една трака, доколку не снимате со аудио од камера. И ќе работиме на главната трака што сакаме да ја долепиме на нашето видео. Што ќе направиме следно? Ќе работиме во миксер делот. Доколку нашето аудио има повеќе шум него што треба, тоа може во Voice Isolation и Dialog Leveler може нешто да направиме со овие две опции, доколку имаме потешкоти со шумот. Или може да направиме тука во ефекти, да додадеме Restoration ефект и од Fairlight FX да додадеме Noise Reduction, кој што изгледа вака и може да искористиме некои профили, па може треба, еве некаде кај што имаме шум, треба да притиснеме Learn и да го ставиме да научи. Но во мојот случај, видеото е веќе поминато со Noise Reduction, па за тоа нема да имаме никаква потреба. Друго што гледам тука од овој дел на миксерот, значи работи како и секоја видео аудио миксета.
Имаме input од влез до најдолу излез и тоа е поврзано на овај бас канал кој што ова е значи нашиот мастер. Ова е што би слушал крајниот гледач. Ордер најчесто на како се поставени, прво ефекти, па динамика, па еквилайзер. Тоа е што како што е по дефолт, така и јас преферирам, но во одредени случаи некој пат прво би искористил да биде EQ па динамика. Еве, може и во овој случај, бидејќи слушам микрофонот ми има многу ниски звуци ниски фреквенции кои што сакам да не бидат толку компресирани. Двете опции кои што ќе ги искористиме за аудиото да биде со подобар и професионален квалитет се токму овие. Динамика и EQ кои што се наоѓаат тука долу во десниот дел на миксерот. Најпрво со двоен клик ќе влеземе во динамиката. И да, ќе ни се отвори овај прозорец кој што изгледа многу комплициран за почеток, но единствено нешто што ќе отвориме тука е компресија. Значи ќе го отвориме компресорот и ќе притиснеме play да видиме Апсурдот ги доведува ликовите до остри конфликти, безизлезни состојби. Што се случува. Јас ќе го намалам малце аудиото за пак да може да гледаме. Се што треба да направиме тука е да постигнеме -3 до -5 децибели за компресија. Тоа е одма кај што гледаме тука gain reduction, треба да гледаме сина линија надолу до негде тука да биде. Зошто е тоа така? Ќе зборуваме во некои други видеа кои што ќе бидат за компресија. Јас сакам малце softness да му дадам и би го направил вака. И сега може да додадеме, еве, пример 4:1 да е ratio и makeup gain, додаваме 4. Овие ни одат право пропорционално. Колку даваме ratio тука, толку makeup треба да покачиме за да не изгубиме воопшто, тоест да не изгубиме повеќе отколку што ни е потребно јачина на вокалот. И гледам дека ова оди блиску до местото каде што сакам. Значи некој sweet spot ми е тука да биде како пик. Се што ќе направам е на threshold да вратам надолу. Како што враќам, гледам дека имаме доволна редукција и јас сум задоволен тука. Друго што би направил е малку hold за да не биде толку брза, туку да биде вака полесна, поспора компресија. И за тој дел, за првиот дел сме, значи, готови. Може да слушнеме и разликата е следната. Особено ги сакал Жид, поради стилот на неговите скротени романтизми, како и Достоевски, Толстој, Малеро, Кафка и Мелвил, кој му го представил, открил абсурдот. Во 1940 година се оженил со Франсин Форе, пианистка и математичарка со која на 5 септември 1945 година ги добил близнаците Катерина и Жан Ками. Истата година тој започнал да работи во весникот Парис Соа. Токму така. Значи, зошто го имам јас овој рум аудио? Значи, кога ја пуштам компресијата во мојот случај, бидејќи имам и реверб, одма осеќам како вокалот ми доаѓа во лице, значи како да излегува надвор од останатите звуци. Зошто е ова битно што го направивме сега? Динамиката ни помогна од што е вокалот многу динамичен, значи имаме високи пикс врвови и многу ниски места, иако во мојот случај веќе е компресиран еднаш аудиото, јас ќе го компресирам и уште еднаш. Е тоа за доколку поставиме музика, пример, во ова кај што јас имам втора трака, а тоа ќе го видиме покасно, нашиот вокал да излегува, да ја сече музиката, значи да не биде како многу матен и да биде во музиката, туку да биде надвор од музиката и да биде во лицето на гледачот, значи му се обраќа директно на гледачот. Понатаму ќе отидеме одма во EQ или Equalizer. Да, и тоа изгледа за почеток многу страшно, но се што ни треба тука е да користиме неколку од овие бенд што се наречени. Прво би почнал со low cut, би секол на, во зависност од вокалот, би секол на 80 Hz. И друго, кога ќе го пуштиме вокалот, значи, ќе добиеме оваа слика.
И реков јас слушнав дека има многу тежина во ниските фреквенции, а горе високите ми се во ред, не би ги чепкал во мојот случај. Се што ќе искористам тука е овој бенд 2, што ни е Low Shelf. Може да го фатам, визуелно и да подспуштам малце вака. Но не би одел прениско, бидејќи телото на еден вокал се околу 250 Hz, па тие малце би му додал гейн, само колку за да не се изгуби ништо, и околу 1500 Hz можам малце да додадам колку за презенс, што би се рекло за вокалот да ми биде уште поостар. Доколку има некои проблеми кои што ги слушам, пример во ниските фреквенции, може да направам некој ваков кат со висок Q, бидејќи малце слушам нешто на тука. Тука слушам дека треба малце да исечеме. И горе-долу, јас сум задоволен со моето аудио, бидејќи веќе еднаш и беше обработено моето аудио. Од тука ќе одиме да додадеме некоја песна, значи сакаме да не биде тишина на нашето видео и ќе додадеме некоја песна. За да додадеме некоја аудио, односно песна во позадина на зборувањето, ќе ја избереме нашата одбрана мелодија, односно песна, и ќе ја поставиме во нашиот таймлайн како аудио трака. Во мојот случај тоа е трета аудио трака, а бидејќи ова рум аудио засега и не ни е толку потребно, може да вака да го намалам јас за вие да гледате каде всушност работам. Значи јас работам на првата и на третата аудио трака. Јас ги напишав вака во имења, може да промените име на вашата трака со двоен клик на нејзе и може да напишете она што вие сакате. Во мојот случај сега а верувам дека и во вашиот, песна како песна е секогаш погласна од еден вокал. Што може да направиме за тоа да не биде така? Имаме две опции. Првата опција што ќе биде да се разбира е дека ќе ја намалиме јачината на таа трака, ќе ја намалиме. И во миксерот, кога би отишол јас, вака да гледаме каде работиме, во миксерот одма гледам во третата трака, тоа е, ја селектирам нашата песна. И ако го пуштам вака, сега ќе слушнеме дека не одговара. Стови, кои се недоразбирани, Калигула, обседна состојба и параведници. Гледаме дека имаме надвикување. Сега, за да немаме надвикување, прво што правиме, ја пуштаме песната и фаќаме нова и мастер фейдер овде, тоест бас фейдер или на каналот фейдер и намалуваме. Ја намалуваме до 0. Година. И додаваме полек. 1942 година објавува расказ за човек кој живее абсурден живот. Странецот. И гледаме дека тука е во ред. Видовме и по боите дека од зелено, само што влеговме во жолта боја, и тука е некаде во ред, а вокалот може да ни оди и до црвено, но сепак да не е клипова над 0,0. И тука сум во ред, но гледам дека има премногу високи пикови, па исто и во ке песната ќе употребиме компресија. Тука би употребил малце посилна компресија, би употребил 7 или 8 спрема 1 и би ја намалил до 18 децибели, кога ќе пуштиме ќе биде. Реализира и митот за Сизиф. Крајната точка во односот на Ками спрема абсурдот се случува во колекција од 4 писма кон анонимен германски пријател, пишувани помеѓу јули 1943 година и јули 1944 година. Драма напишана од нобеловецот Албер Ками, како трагедија во 3 чина која ги отсликува идеите на екзистенционализмот. Во недоразбирање се застапени слични елементи како и во Странецот. Беззначајноста на постоењето, безсмислено. И го миксаме во реално време се додека нам не звучи убаво. Има уште една опција која што може да се направи во овие делови каде што немаме вокал, музиката автоматски да биде погласна.
Затоа има опции кои што се нарекуваат токму тука се нарекува sidechain опција. И таа опција може да се направи, значи да слушам од една од нашите траки и во спрема таа, доколку имаме аудио кај зборувањето, да се намалува. Но тоа мислам за нешто што може да го ставиме за други видеа. Ова е како најлесно да добиеме некој профи квалитет со користење што е можно помалку опции и поедноставни опции. А може исто така и со еквилайзер, доколку со Spectrum го направиме со FabFilter и други некои плагинови, но тоа е нешто што го нема во бесплатната верзија на овој програм. Се надевам дека овој туторијал ви поедностави малце да имате една подобра визија како да монтирате видео и аудио и заедно со музика. Ви благодарам што останавте до крај со мене на ова видео, а ние се гледаме во наредниот туторијал.